Почитувани, еве сте со најновото издание на емисијата Интервју, која што овој пат во еден поинаков амбиент ви доловува една личност која што не само што вреди да биде наш гостин, но неговото искуство е доволно вредно и широкострано за да може да ви доловиме една комплетна личност на наставник на 21 век. Станува збор за Добри Јобевски, наставник во Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка. Добри дојде во емисијата Интервју. Благодариме што прифати да бидеш наш гоздин годинава кога полниш полнолетство во твојата работа. Благодарам на поканата и на изразениот интерес за да учествувам во вашата емисија. Не случајно одбравме ваква личност која што е покрај тоа што сте прогласен за наставник на 21 век, еден од најиновативните наставници во Европа. Може слободно да кажеме, наставник кој што со својата инвентивност и иновативност во наставата воведува нови методи на интеракција, на дополнување на широките знаења и широкиот спектар на познавање на своите ученици. Не случајно сме денес овде. Се наоѓаме во Основното општинско училиште Илинден, во Мождивњак 2, ако не се лажам. Станува збор за училиште дел од руралното подрачје на Крива Паланка. Зошто токму овде одбравте да го воведеме разговорот? Бевте ли овде наставник во одреден период? Така. И како да се биде наставник во една ваква средина? Така. Ме вративте во 18 години наназад, кога започна моите почетоци да работам во Основното училиште Илинден како наставник. Не почнав тука да работам во ово училиште. Почетокот ми беше во подрачното училиште во село Борово, кое што е на некои си 3,5 километри од тука оддалеченост, но ова училиште ме поврзува со почетоците, бидејќи секој пат кога одев во училиштето во Борово, поминував во тука за да се сретнем со колегите, да продискутираме, па и заедно патувавме за текот на неделата како ќе ги реализираме содржините, а јас тогаш бев почетник и ми беше многу потребна првична поддршка и насоки од колегите кои што веќе има искуство во својата работа. Би ве запрашала, споменавте ово училиште оддалечено 3,5 километри од Борово. Но ова училиште е оддалечено неколку километри од централниот пат, магистралата кој што води кон Крива Паланка. Да споменеме дека пеш го минувавте овој пат од тука до Борово. Така, јас и сега кога зборувам со особен респект спрема колегите кои што работат во рурална средина, кои што еден голем дел од своето време за да стасат до училиштето, до својата работа го поминуваат пеш или се возат со некое возило. Но оддалеченоста од моите почетоци кога почнав со работа, оддалеченоста од станицата каде што имав јавен превоз до училиштето беа 6 километри. И секој ден во еден правец 6 километри во еден правец и 6 километри во другиот правец. Со тоа што знаете како почетник имаш ентузијазам, имаш желба, имаш мотив едноставно да и младежки дух, енергија. На колку години станавте наставник? На 25 години започнав со работа и тогаш сите работи ти изгледа дека се остварливи и може да се реализират. И така тоа го правев. И кај нас во Македонија почетоците речиси на секој кој што ќе влеза во воспитно-образовниот професор кадар како професор, како наставник, почетоците најчесто се врзани со настава во руралните средини, па тоа калење на челикот минува низ таква некоја фаза. Речиси не сите, но голем дел од колегите така имат започнато. Мислите ли дека сте привилегирани со ваквото нешто? Што почнавте еве вака со во одредени по можеби по оскудни услови за работа. Да, мислам дека на тој начин ги вклучуваш сите капацитети што ги поседуваш како знаење, умење и вештини за да работиш со група на ученици кои што се од рурална средина, за да невозможното време од 40 минути го споделиш со 4 оделенија и на тој начин збор за мешани паралелки. Да, тоа се комбинирани паралелки од 2, 3, 4 оделенија. Значи мојот почеток беше со 4 оделенија, каде што навистина не е лесна таа работа да се работи со ученици, каде што имаш 2 ученика од едно оделение, 3 од друго оделение, 1 ученик од трето оделение. Тоа е комбинирана настава каде што времето мора да биде добро испрограмирано, добро изорганизирано, а
повторно ќе се вратам на почетокот, како почетник тоа не си толку вичен да го правиш. Со тек на годините стануваш повичен во таа работа, да ја менаџираш едноставно училницата. Но мене да ви кажам, ми беше едноставно предизвик кога одев во Борово во училиштето, оние дечиња кои што можеби годишно по еднаш до два пати доаѓаат во градот, кои што имаа потребна едноставно на дотурно информации, да им го доближиш светот на начин како ти што го гледаш и како што е во реалноста, бидејќи таму пред 18 години мислам дека во една-две куќи имаше телевизор, радио слуша луѓето и мислам дека немаше интернет. Мислам дека ми беше на мене предизвик, а и учениците со нетрпение го очекуваа моето доаѓање за да слушнат нешто ново, нешто интересно. Не можам да заборавам кога на почетокот првата нова година им организирав во училиштето, кога им однесов елка и некои ученици прв пат видоа елка. И тоа беше едноставно возбудливо за нив. Така, се чувствуваа дека впечатливи, да. Па прв пат кога им направи фотографии, ги однесов да ги видат сликите како изгледат направени од тоа од најразлични наставни активности што имавме. Така, сакав да им го доближам она што го јас чувствував како млад учител и оние нивни другарчиња кои што го имат како па да кажам и како привилегија во градските училишта да го учат, како ресурс, како нагледно средство, како можност да ја совладуваат наставата на многу по-лесен начин, а и тие тоа да го имат. Така, оттаму пак продолживте овде? Да, таму работев 2,5 години, потоа дојдов тука во ова училиште, каде што и тука, се трудев со учениците така на поинтересен начин да им ги доловувам содржините, да им биде возбудливо, да им биде интересно, не само да им биде она како информација да им го кажувам, него да можат да ги осознават нештата кои што ќе им бидат потребни за животот. Така, има ли разлика помеѓу сепак учениците од градска и рурална средина во односот кон наставникот, во стравопочитта, во целокупната слика и визија за наставникот? Па мислам дека тоа доаѓа пред се од домашното воспитување на учениците. Не можам да кажам дека ние кога се појавиме пред учениците како наставници, па тие треба да ни се плашат на нас. Почитувањето мислам дека е домашно воспитание и култура на личноста. Имаат ли сите ученици денес тоа? Па можам да кажам дека во овие последните неколку години тоа малку помалку го имат, за разлика од порано каде што работев со учениците и пак ќе кажам, овие во руралните училишта малку повеќе има така почитување спрема професијата наставник, како работиш со нив, го почитуваат секој добар гест што им го пружаш како можност за да научат некои работи. Сега работам и во градско училиште, не чувствувам дека има некоја разлика. Мислам дека и поставеноста на наставникот спрема учениците, отвореноста, транспарентноста во разговарањето, во умешноста која на секоја секунда буквално. Да. Мислам дека учениците умеат да всушност сите деца умеат да препознат и да проценат кој колку може спрема нив да вложи и кој колку вложува за да... И каква енергија им пружа предпоставува? Па битна работа, многу важна работа е, посебно во овие денешни услови во кои што динамични, во кои што живеат и сме обкружени со најразлични информации и сознанија. Господин Јовевски, средно образование завршивте во електроучилиште во Штип. Како одлучивте да станете наставник, педагог? Така, тоа кога беше усмерено образованието, завршив првин 2 години во Крива Паланка во средно образование, усмерено образование, а потоа се запишав електро, завршив во Штип, електротехничар. Во Штип веднаш до училиштето електро каде што одев, беше педагошката академија. И така, случајно неколку пати одев на академијата, видов како и на кој начин е процесот за да се запишеш, да учиш, да дипломираш педагошка академија. Се пријавив, се запишав и успеав да завршам педагошка академија.
Со тоа што кога почнав да работам имаше потреба нели да се доквалификација направи, да имаш високо образование според годините на стажот и на возраста. Се запишав потоа на педагошкиот факултет во Скопје и таму дипломиран професор по деленска настава. Кога не би биле ова што сте, би завршиле ли некакво друго образование па да се занимавате со нешто друго, се пронајдовте ли во професијата? Да. Имавте ли желба за нешто друго? Па знаете, кога си помлад имаш можеби повеќе желби и тие некако одат во фантазија на пошироко разгранување на желбите. Но кога си повозрастен малку сакаш и она попрактично да си го примениш во секојдневниот живот и сето она што е попрактично за животот. Јас кога не би бил учител би се запишал да бидам архитект. Но сега и вие сте архитект своевиден. Така. Го градите карактерот на личноста, поставувате основи темели, букви и бројки. Така. Мислам дека учителствувањето и да бидеш учител на дечиња кои што се на основна возраст, каде што учат описменување, математика, читање, пишување, мислам дека тука е основата и темелите на формирање на здрава личност. Сега тука треба многу работа и многу труд да се вложува во целиот тој процес за да се формира една здрава личност, со тоа што ние можеби кога почнуваме во прво одделение до пето одделение не може кој знае колку многу да ги видиме сите оние афинитети кои што ги развива ученикот. Садуваат сите основни навики и за одговорност кон учењето. Така. И кон учењето, кон заедницата, кон средината, кон семејството. Сето тоа што го учат во училиште е многу битна и важна работа за формирање на една здрава личност во општеството во кое што ние живееме. И се оно што вие го минувате, мора да ве прекинам тука, мислам дека и вам како личност и секому го облагородува, значи искуството и ве споменавте, бевте во Борово, па учителствувавте овде, од тука заминавте во Конопница. Така, значи секое место, секоја средина си има своји посебни белези и впечатоци во процесот на мојата работа. Најмногу сум среќен кога ги сретнувам сите овие дечиња со кои што сум работел, значи сум ги насочувал во животот, сум ги учел. Тие се веќе некои возрастни личности, веќе имат формирано и семејства. Знаеш, кога ми приоѓат сега и викат, ми велат, учителе, се сеќавате ли кога тоа не го кажувавте на нас? Некои работи интересни. Мислам дека тука е најголемата среќа и задоволство на секоја професија кога една личност ја работи во својот живот. Секако, а им кажувате ли своевидни максими, некакви мисли, мудри мисли, нешто што ќе ги поучи во животот покрај сето она што представува наставна материја? Така, се трудам и тоа се трудам, бидејќи сите ние сме обкружени со сите тие информации, мисли, сознанија, па е добро да ги споделиме сето она што води кон еден успешен живот, кон успешни активности, да ги измотивираме, да ги охрабриме, да ги поддржиме, да ги потикнеме едноставно за да тие имат поголема желба да си го прошират своето знаење. И да умеат да го проценат сето оно најбитното, да го извлечат, предпоставувам и како поука сами, да ги насочувате кон такво нешто. Така, па ние како учителите ги поставуваат темелите на сите тие вредности. Во погорните одделенија веќе можат тоа да го применуваат и да го во секојдневниот живот да го практикуваат во секојдневниот живот. Мислам дека тоа е улогата на учителот. Така, кога подготвувате еден наставен час, што е она најважното покрај нели сите тие точки што споменавте, значи основната материја, па предавате во одделенската настава различни предмети? Да. Значи тоа е специфично сепак. Кога започнавме сега да разговараме, значи се сетив на почетоците мои кога почнав со работа, бидејќи ми требаше многу време да направам еднодневно планирање за тој ден и тоа не беше едно за едно одделение, него беа 4 дневни подготовки за 4 одделенија со 4 различни предмети и тоа беа многу. И ми беше многу тешко, значи по цели денови поминував покрај литературата со која што сум учел, за да излечам најинтересни, најважни работи за да ги споделам со учениците. Како поминуваа годините, секој повеќе се усовршува во својата работа и сега многу помалку време ми е потребно да направам еднодневно планирање,
комбинирам еден час, да го направам интегриран со друг час, така за да им биде поинтересно на учениците. И секој пат се трудам сега кога ги правам овие подготовките, секој пат се трудам и држам до тоа дека многу е подобро да започнам од нешто што е познато за учениците. Значи, со влегувањето на часот започнувам разговор на основно ниво, тоа што им е познато на учениците или за тоа што сакат тие да разговараме. Како вовет некој. Мислам дека способноста на еден добар наставник е да ги насочи токму кон целта што треба се работи тој ден и тоа ми успева. А учениците се задоволни, можеби понекогаш и не се свесни дека ние имаме постигнато целта со тоа што сме почнале од нешто едноставно, од нешто познато и се движиме блиско до нив. Па тие најчесто кажуваат, ги прашувам, зашто сакате да разговараме денеска, тие кажуваат некоја тема и од тука јас си ја насочувам токму кон содржината што треба да ја работам. Како протекува еден ваш наставен час? Како и минува еден цел ден? Така. Значи, на повеќе начини може да направиме пристап за да ја реализираме содржината. Некој пат може да бидат одделни часовите, засебно, во зависност од предметите. Но некогаш правиме интеграција помеѓу предметите за да има некоја последователност со содржините кои што ги обработуваме. Како што рековте? Да, како што кажав. Така. Па мислам дека на сите нас, поаѓајќи нели и од децата, сакат да зборуваат за тоа што им е познато. Така и го започнувам часот. Започнувам со разговор за познатото, за да се движиме кон непознатото и да на крајот извлечеме некои заклучоци од содржините кои што ги работиме. За на тој начин да имат потрајни вредности информациите кои што ги добиваат од наставникот. Сега ги воведувам за да тие почесто имаат можност да истражуваат, бидејќи преку процесот на истражување доаѓаат до различни сознанија, различни информации и потоа тие ги пласираат информациите пред другарчињата за да можат и тие нели да видат дека при решавање на еден проблем може да имаме најразлични пристапи во ослободување на содржините. Секако бевте прогласен за иновативен наставник. Наши наставници, иновативни, најиновативни во Европа, гласеше насловот во еден од написите од печатените медиуми. Во што се состои таа иновативност? Вие спомнувате дека и многу е важно иновативноста и инвентивноста на учениците да биде и поттикната од ваша страна, за да умеат сами да креираат, да истражуваат и сами да осознаваат многу нешто. Така, значи тоа беше една од наградите која што ја добив како иновативен наставник. Добив од Intel исто така награда за примена на дигитални содржини во обработка на наставен час. Тоа беше прва национална награда. Потоа, како што кажавте, во Москва добивме европско признание за најиновативни наставници во користење на технологијата во реализација на наставни содржини и потоа така потоа врз основа на тоа признание бевме во Вашингтон и таму исто така освоивме втора награда на глобално ниво и на светско ниво. Тоа се познатите бавини игри. Да, така. Тоа е само еден дел и еден сегмент во делот на она што зборуваме за иновативност во наставата. И секој пат кога зборуваме за иновативност не мора да значи дека ние ќе користиме компјутер за да бидеме иновативни. Ние може да користиме најразлични информациско-комуникацијски технологија во реализирање на наставна содржина. Тука влегуваат покрај компјутерите, може да бидат таблети, смарт телефони, може да бидат интерактивна табла, тач табли и многу други содржини кои што се интересни за учениците. Иновативноста значи интересен начин и пристап во откривањето на содржините кај учениците. Значи, учениците да користат повеќе извори на информации за да ги откријат содржините. И секој пат на учениците, кога разговарам за некоја дадена содржина, им доловувам не само да ги откријат и да ги видат информациите. Тоа е основното ниво кое што го знаат учениците. Тоа е најниското ниво да ги имаме информациите како информации. Но многу е битно и важно, и тоа им го потенцирам на самите ученици и на колегите кога држам на различни обуки, дека примената на тие информации е по високо ниво, каде што ние треба да ги научиме учениците како и на кој начин да ги применуваат сите оние сознанија со кои што дошле во процесот на учењето.
И во делот на иновативноста мислам дека е многу важно и многу битно да ги научиме учениците како да учат, како да доаѓат до сознанието, до информациите. Не е само доволно добро да им предадеме една информација, него да им ја пласираме така информацијата. Добро е да и да знаат да ја применуваат во секојдневниот живот и да знаат како и на кој начин да учат. Ако ние ги научиме во прво, второ, трето деление, четврто деление како да учат, тие лесно ќе учат во седмо, осмо и девето деление. Лесно ќе учат на студии. Значи, така, и ќе формираат такви критериуми и ќе се формираат во таква здрава личност, за да самоиницијативно доаѓаат до информациите и си ги обработуваат и доаѓаат до информациите. Па мислам дека тоа се повисоките вредности кои што треба да ги формираат, Па ние мислам дека наставниците тоа многу добро и вешто го работиме, бидејќи имаме доста обуки од најразлични методи, техники во начинот на работата со учениците. Тоа значи дека и вие постојано учите. Па мислам дека различни области. Па учењето никогаш не треба да следите ли текот на модерните трендови? Учењето никогаш не треба да престане, бидејќи животот и искуството дават нови информации кои што ние треба да се соочиме со нив, да ги примиме и да ги, повторно ќе кажем, бидејќи сме учители, да ги учиме и дечињата и учениците. Континуираното усовршување на еден наставник за мене е наставник на 21. век, бидејќи сите оние новитети кои што се случуваат во глобалното општество, ние како наставници е добро да ги имаме како информација, да ги знаеме, бидејќи и учениците можат да дојдат до најразлични информации, па ние да се најдеме во некоја непријатна ситуација, да не знаеме, да им дадеме некоја повратна информација, бидејќи сега знаеме преку технологијата, преку интернетот, доаѓаме до најразлични информации, сега нешто е точно, нешто можеби е приближно точно, така да ние сме тие кои што треба да ги насочуваме учениците на вистински пат. А преку овие обуки што ги примаме, како да имаме една добра, интересна, стимулативна средина за учење, како да имаме добри техники во совладување на содржините, како да ги применуваме, сето тоа го учиме преку најразлични обуки, семинари кои што ги имаме во Република Македонија. Можеби и за тоа вашата училница изгледа вака како што изгледа, дел од амбиентот го имате искреирано и вие самите, трудејќи се учениците да имаат убава покрај, стимулативна и пријатна топла атмосфера која што ќе ги поттикнува да се чувствуваат речиси како дома, да имаат убав пријатен амбиент, но вие умеете често и да ги изнесете од амбиентот на училницата. Често ги носите на одредени слободни активности или во наставни активности кои што сепак умеат да им надополнат дел од знаењето кои што ги восприемиле во наставата. Така е. Значи, повторно ќе кажам, благодарение на сите обуки што ги имам поминато во мојот работен век, па и претходно имав некои семинари и обуки, сето тоа доловува еден амбиент како да имаш представа што е она што би можеле да го очекуваат учениците, родителите од тебе како наставник. Сега јас се трудам тоа да го направам на еден начин да биде навистина добар и интересен. Во почетокот кога започнав да работам со учениците во помалите одделенија, јас некако ги водев учениците како тоа би било добро да биде направено. Сега, бидејќи имам 5 одделение, многу ми е полесно, бидејќи гледам дека тие вештини веќе учениците ги имаат совладано и тие сами започнуваат, па учителе, ова да го ставиме тука, ова е добро. И се трудам да сите оние ресурси со кои што располагам јас како наставник и одделението, да ги имат учениците на дофат. Бидејќи, ако ги учиме учениците да прават избор при изборот на некој, дали дидактички помагала за реализација на некоја содржина, дали преку некои помошни средства, нагледни, ако ги научиме тие да прават избор во прво, второ, трето деление, колку е после лесно да направат избор во животот за добрите работи. Мислам дека тука е клучната улога на еден наставник, да им дозволиме на учениците да прават избор, да им дозволиме на децата да имат простор, време и можности да прават избор. Кога ќе го има тоа, мислам дека многу полесно да бидат самостојни во
Па на некој од така е, на тој начин. Самоуверено, претпоставувам. Така е. На тој начин се создава самодовербата кај учениците, бидејќи гледат дека еден наставник им верува, во семејството им веруваат родителите. Значи, на тој начин се создава една здрава личност. Велите учениците учат стекнување самодоверба и само такви ќе учат сами, ќе стекнуваат знаења, ќе бараат, ќе истражуваат, ќе креираат. Да, тоа Бараат ли да, дополнителни бараат. информации вашите ученици? Па ако ги водиме во насока дека една информација не завршува тука, дека има можности за дополнителни сознания за таа информација, тие барат. Јас ги водам на тој начин учениците. Јас им дозволувам за да тие излегуваат од стандардните граници на учење, да излегуваат и да доаѓаат до нови сознанија, до нови информации, да умеат да ги споделат со наставникот, со оделението, со семејството и на тој начин мислам дека сме на вистински пат да создадеме убави, паметни идни генерации. Сега, во претходниот разговор ми кажавте дека да, излегувам од просториите. Малку ќе се навратам на времето кога работев во подрачните училишта. Таму беше многу полесно и поедноставно. Немавме ние ресурси купени, па да бидат така убави, модерни, направени. Тоа се е добро и примамливо за окото. Но кога работев во подрачните училишта, излегувавме во дворот, ресурси ни беа сето она што не обкружуваше нас. Од камчиња, од дрвца, од бројање да направиме со колку корени има на јаболки во дворот, колку столпчиња има во оградата. На тој начин им ја доближував и предметот, например математиката, им ја доближував дека математика е сето она што не обкружува нас, од станување до легнување, дека учебникот е еден извор на информации. Значи тоа е само еден извор на информациите кои што може да ги прочитаме и да ги видиме. Информации има насекаде околу нас и од секаде може и од се може да се учи. Тоа го правам. Бавините игри беа, мора да ги споменам, Да. бидејќи постигна светски признанија и награди. Така. Ги работевте заедно со учениците пред се, Да, беа да. инволвирани голем број ученици, Така. учениците и сами некои идеи и игри ги донесаа од своите баби. Така, па почетокот беше да најдеме начин како да истражуваат учениците и преку истражувањето дојдоат до сознание за сите оние бабини игри. Така, па тоа го работевме со учениците од Конопница, со колеги од други градови од Република Македонија и со колешки кои што работеа во нашето училиште, колешката Живка Стоилковска и Јасминка Станковска. Значи ние заеднички тоа се некако го спакувавме, ги водевме учениците како да истражуваат, како да дојдат до сознание, па потоа како може тие игри да ги примениме во редовните предмети во наставата, посебно математика, македонски јазик и така натаму. Как беа игрите со камчиња, со кончиња, со плочки, останати, како што рековте, ресурси, она што било на располагање некогаш, Да. она што некогаш го имале малку, но доволно и нашите баби, но и нашите родители можеби. Умеат ли сега децата, еве и вие сте родител, умеат ли сега децата да отидат на улица, во двор, колку често умеат да си играат, да излегуваат надвор, ги стимулирате ли да За жал, да многу. бидат активни, да се социализираат покрај сето И на тој начин. што го восприемаат? За жал мислам дека помалку. Се помалку, некако децата го трошат времето да излезат надвор, да се поиграат со оние игри со кои што сме се ние играле како деца. Токму тоа беше и специфично во овие баби. Играта е основа за да започнеш нешто. И тоа е нешто преку игра да учиш најразлични активности. Па знаеме дека и децата кога се раѓаат започнуваат со игра. И ние сакаме некојаш да се поиграме. И ние сакаме некојаш така ни забава На времето на децата. на детството така и ни забава да ни помине времето, да ни мине времето, а со тоа да научиме некои нови работи. Така и децата сакат. Низ игра, низ забава, низ дружење, да научат нови информации, нови работи. Сега помалку. Мислам дека помалку ги прашувам учениците, значи и на таа тема разговараме, некако повеќе се свртени на оние социјални содржини. па повеќе ти кажам, сега има избор повеќе канали да гледате телевизија. Ние кога бевме деца имавме можност да гледаме само 2 канали, прва и втора програма, а сега имат над 80, 90, 100 па сателитски програми. Дополнително интернет содржини. Па така е. Може да ги Така. Сега тука голема улога игра училиштето, мора да кажам, но и семејството.
И семејството мислам дека е клучно тука за одлучување дали детето ќе помине 15 минути на таблетот, на компјутерот или 20 на минути ќе истрча малку надвор во дворот да се поигра со другарчињата. Разликуваат ли едни од други еве во наставата, ги разликувате ли тие дечиња кои што се помалку умеат да се социализираат? Говорам за дружење, за Така, за има. социализација. Има некои сегменти кои што се забележуваат кај некои дечиња кои што далеку повеќе времето го поминуваат на компјутерот. Сега, тука има две работи кои што се битни. Тие дечиња што поминуваат на компјутерот некако повеќе информации знаат, кога разговараме дават информации, содржини, додека оние што се играат повеќе се на нивото нели на игра, на забава, мада мислам дека има време кога да ги научиме тие информации преку компјутерот на поголема возраст. Да, а детството мислам дека треба да помине низ игра, низ дружење, низ забава. Па на тој начин се подобро социализираат и можат да кога ќе разговарат со други луѓе да направат проценка на личноста, за каква личност станува збор. А вака како сите тие информации ги добиваме преку медиумите, мислам дека многу помалку можат физички онака да направат проценка на една личност кога станува збор во делот на социализацијата. Повторно ќе кажам, сепак тоа е индивидуално, различни сме ние луѓето, различни се децата, но мислам дека улогата на наставникот е многу клучна во делот на формирање на една здрава личност, каде што ќе може да научи да учи и колку тоа може да го оствари во животот како научени информации и да ги применува во животот. Покрај тоа што ги учите вашите ученици, постојано да се надградуваат, да барат информации, вие тоа што им го пренесувате како навики, всушност ве отсликува и вас како личност. И вие постојано продолжувате, учите во разни области, се надградувате, имате бројни меѓународни сертификати, признанија. Вие сте и ментор на ваши колеги. Да проговориме нешто околу тоа. Така, значи, за да бидеш ментор треба да бидеш и ти соодветно нели да едуциран така. Преку најразлични обуки, семинари се имам стекнато со доста вештини кои што може нели да ги применувам како со моите ученици, но да ги споделам тие работи со колегите. Па поаѓајќи во изминатите 18 години, сигурно имам посетено над 300 обуки. Тоа јас каде што имам учествувано на обуки. Со тоа што според некои од обуките каде што ги имам посетувано, сум имал и право или обврска сето тоа да го испорачам на моите колеги. Правејќи некоја статистика или водејќи статистика, имам околу 250 обуки одржано на наставници, на колеги во Република Македонија. Тоа значи дека постојаното мое усовршување во мојата работа доведува до степен да можем и јас да помагам или да им давам насоки, инструкции на моите колеги како и на кој начин тоа подобро да го работат со учениците во оделението, со колегите како да се работуваат, за да нели имаме обострана нели поддршка и подкрепа со колегите. Тоа значи дека во моментот сега сум и ментор на 2 училишта преку проектот со читање до лидерство, каде што се подобруваат математичките и јазичната писменост, математичките вештини и јазичната писменост. Јас сум ментор на 2 училишта во Република Македонија. Тоа е училиштето Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце и Христијан Карпош исто од Куманово. Овој проект се имплементира од страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Сега што значи тоа менторството мое во тие училишта? Значи формирање на заедници за учење, каде што нели на ниво на едно училиште ќе имаме заедница за учење на оделенските наставници и ќе дизајнираме акциони планови, каде што ќе може потоа по тие акциони планови да реализираме соодветни активности со техники и методи кои што ги имаме добиено па преку други обуки исто од овој проект. Тоа значи дека колегите
формирате една заедница за учење на ниво на нивното училиште. Помеѓу две училишта имаме поголема заедница за учење, за да сите овие заедници за учење во Република Македонија прават една глобална заедница за учење. Тоа се јавува како потреба бидејќи Има ли задоволство? Да. Па мислам дека споделувањето на искуството, на знаењата, на информациите е битна работа за мене како наставник или како обучувач и за колегите кои што би сакале да добијат некои нови информации кои што ги немаме стекнато преку обуките. Покрај тоа што сум во моментот ментор на тие училишта, држаме обуки, читаме, учиме и се забавуваме. Во изминатиот период ги држев и обуките за Кембридж по математика од прво до трето деление пред 2 години и минатата година од четврто и пето деление ги држев тие обуки. Тоа значи дека континуираното мое усовршување во мојата професија дава можност да држам обуки на другите наставници. Тоа беше и само една од причините поради која што сте наш денешен соговорник, бидејќи умеете и да бидете пример, и лидер, и ментор, и наставник, а надвор од сето тоа вие сте Добри Јовевски. Кој е Добри Јовевски приватно? Што ви исполнува покрај сета оваа енергија која што ја насочувате во овие правци? Имате ли одредено хоби или можеби пасија? Па, видите вака, значи, така, професијата е една работа во животот, за која што ние сме од една страна сакаме да ја работиме, од друго сме и платени за таа работа да ја работиме. Сите сме некој и нешто до времето додека сме на работните задачи и обврските. После доаѓањето дома ние сме обични луѓе, сите ние обични сме луѓе и се посветуваме одредено време на своето семејство, на своите пријатели, на дружењето и поминувањето на слободното време кога го имаме. Сега во последниот временски период јас немав толку многу слободно време бидејќи покрај тоа што ги имам сите овие обврски професионални, реализираме некои дополнителни активности преку проектни задачи кои што во изминатиот период ги имав како обврски, како можност преку одредени јавните институции енергетски ефикасни. Тоа е последниот проект. Тоа е проектот кој што го имплементиравме преку училиштето Илинден. Претходно преку невладини организации исто така работев на повеќе проекти. Тоа од најразлични области, ако можам да се присетам, кои истражував во врска со вас. Значи од еколошка грижа за стари лица, така имаше еколошки активности, лица со посебни потреби, одредени имплементирани проекти. Во зависност од потребите каде што сум бил член, долги години сум бил во невладениот сектор, каде што како активист имам реализирано доста проекти. Како координатор сигурно на едно 20 проекти имам учествувано. Како експерт или соработник на некои проекти, исто така околу 10 проекти, во 10 проекти имам учествувано. Па мислам дека и тие проектни активности се надвор од она што професионално ние го работиме, но повторно представуваат некое задоволство каде што ќе можеш на една категорија на граѓани да дадеш своја помош или поддршка. И во заедницата. Така, мора да споменеме хуманата нишка која што ве окарактеризира. Така. Помогнавте за обезбедување дом за семејството Давидковски, така. Значи во еден временски период сум се нашол на таа позиција и можност, имплементиравме еден проект инклузија на деца и млади од социјално загрозени семејства, каде што дечињата на тоа семејство доаѓа во нашиот центар, каде што ги едуциравме заедно со моите колеги и се покажа потреба дека тие немат дом. Тоа беше некаде околу 2003 или 2004 година. Не може за деца без родители? Не, па семејство кое што социјално немаше, не беше згрижено, имаше потреба, најдовме можности и опција, најдовме можности и услови тоа да го направиме и мислам дека ако имат секој човек кој што би имал можност такво нешто да направи во животот, мислам дека исполнува сето тоа. Па мислам дека вредностите да помогнеш на некој друг е многу битно и значено. Сега во ова време има потреба од помош на многу можеби семејства од тој тип, но тогаш се најдов во таа ситуација, во таа улога, им помогнав колку можев. Сега ми е задоволство да ги видам тие луѓе како среќно живеат,
се одомени, формирани во своји личности и така живеат. Мислам дека тоа ме прави од една страна и горд, бидејќи сум можел тоа да го направам, сум сакал и сум го направил. Не треба да имаш тоа за ваша доблест, хуманата нишка која ја поседувате? Да, мислам дека тоа треба да го носиш со себе. Така, И не треба да имаш многу за да помогнеш на другите, треба да сакаш тоа да го правиш. Да, во тој поглед нели работевме и со лица хендикепирани, да, ранливи категорија на граѓани, со пензионерите. Така имавме некои активности преку ОПСЕ, преку други фондации кои што финансира во тој временски период кога работев преку невладините организации и така давав поддршка на тие категории на луѓе. Ако сметате дека хуманоста е вашата позитивна нишка која што би ја истакнале, што сметате за ваш недостаток еве мана, нешто што го правите често, а не го сакате кај себе си? Па така, или на што ви забележуваат, можеби најблиските или па така, што би промениле? избувлив сум во некои дадени прилики кога нешто ме допре длабоко, кој што мислам дека не е така. Значи реагирам можеби брзо, па подоцна знаеш кога ги пресметаш сите оние работи дали е добро тоа што си го направил или не, гледаш дека некогаш било по-добро да изреагираш одмерено во дадена ситуација и прилика кога се случил некој настан. Гурман ли сте? Умеете ли па понекогаш и да сготвите по дома? Не ли вашите блиски да уживаат во вашите кулинарски вештини? Порано можеби повеќе тоа го правев. Сега е препуштено таа улога на сопругата, бидејќи таа прекрасно готви. И сето тоа што го сготви е некако со акцент на тоа сигурно, со природна храна, со здрава храна и внимаваме да сето она што го конзумираме како храна да биде одмерено и да биде природно и да биде со... А што ви омилено? Салати тогаш или може Да, салати. Традиционално јадење? Салатите, да. Салатите се добра секој пат и супите ги прави мојата сопруга прекрасно. Така. Тогаш читате ли во слободно време да прашам, имате ли омилена книга, можеби мисла гесло, нека водилка? Да. На последниот семинар ја споделив содржината од книгата Дарежливо дрво. Тоа е една прекрасна содржина која што е и за деца и за возрастни и препорачувам секој да ја прочита, значи се чита во еден здив, а поентата и пораката е многу важна за секој човек и за секој дете, за секој жив субјект на планетата Земја. Ви недостасува ли детството? Што од моментите од детството, еве, мислите дека денешните деца не го имаат, а вие како спомен го носите трајно време? Дали тие дружење на улица? Да. Тоа беше друго време. Дали некој посебен вкус, мирис? Да, некоја храна посебна? Па во малото во кое што растев, миризбата беше на куќите кои што тогаш се градеа. Значи, покрај секоја куќа имаше песок, покрај секоја куќа имаше работници, каде што се создаваше ова населба каде што сега живеам. И тука имаше еден друг џагор од... Тоа е улицата 8 октомври, мора да споменеме? Да. И друг џагор имаше од децата. Сега тој џагор детски е претворен во звукот на возилата кои што фреквентно поминуваат по улицата. Го нема тоа кој го имаше, да, го нема. Ви упатиле ли некаква порака, еве, нешто од вашето работење кое што би сакале да им го пренесете на помладите колеги, кои што еве сега почнуваат? Споменавте, бевте во рурална средина, најпрви наставник. Имате ли одреден момент, некоја случка која што трајно се врежала тогаш во вашето сеќавање меморија, која што би ја пренеле како искуство на... Па, да, во првата година кога работев, тоа ми остана во сеќавање, да кога ги учев учениците од прво одделение да бројат од 1 до 10 и еден ученик ми броеше од 1 до 10 и јас му велам ајде сега да броиме наназад. И тој ми се сврте со грбот и повторно почна да брои 1 2 3 4 до 10. Така ми остана тоа интересно. Броењето наназад. Има ли некаква незгодна случка, можеби? Споменавте, сте оделе пеш по 6 километри во еден правец, па 6 километри во друг правец. Да. Па било, можеби, некогаш и имало некаков ризик. Така, значи... Сами ли пешачевте или имате некој колега?
Сам одев, значи кога на почетокот започнав куќе придружник? немав. Кога почнав на работа додам, значи во септември започнав 98 година. Временските услови тогаш некако беа подобри и сонце грееше цел септември и октомври. Но кога започна да паѓа дождот, си велам, црн пат или? Да, црн пат немаше. 3 км имаше асфалт, 3 км немаше асфалт, значи беше црн пат, тоа устрмнина на горница, многу тешко се одеше патот. И на почетокот кога одев на работа, времето убаво, си велам, леле, кај најдов да работам во волку далеко училиште. Кога почна да врне, си велам, ако е далеку, само да не врне. Кога започна да врне снег, велам, ако е далеку, ако врне дожд, снег да не врне, пошто имаш соспи оние по планината, наноси, да. Кога заврши тоа, имаше магла некои денови, си велам, нека е далеку, нека врне, нека има и снег, само да нема магла, бидејќи не знаеш што те чека во маглата, бидејќи планина не се гледа. На диви животни? Да, па 2,5 години е долг временски период, значи секој ден да одиш и да се враќаш на работа, да. Од зајаци, срни, лисици, волци, се имам видено таму на тој пат, но мислам дека сега Менавте една случка, би ја споделила со нашите гледачи. Заврнало многу снег. Да, снег и учениците. За мождивњак, вие сте им ветиле новогодишна забава, сте им ветиле приредба и сте однеле на грб елката. Да, и ветив на учениците дека по секоја цена ќе славиме новогодишната забава, онака како што тие заслужуваат. Се собраа сите родители од селото. Имаше многу снег, не можеше ниту пешки да се излезе со тие соспи што ги имаше на тој пат, но со колешката Живка се договоривме дека по секоја цена ќе им исполниме желбата. Ги носевме и лампионите, и пакетчињата, и елката, ги носевме во раце, на грб, и ми украсивме и беше една прекрасна забава. Прекрасна забава која што мислам дека и учениците нема да ја паметат. И сега ми е многу драго кога ги сретам тие ученици, кога споделуваат, се сеќавате ли учителе на тоа што го правевме? Како беше ова? Знаете, годините одминуваат, тие стануваат возрастни луѓе, но те држи таа енергија која што ја споделуваат учениците со тебе, кога те прашаат, кога кажат, јас работам во Скопје, јас се оженив, се омажив, имам 2 дечиња, тие се толку големи, знаеш, тука има некоја драж каде што повторно ти кажам, се сеќаваат учениците на тебе, на сите оние првични чекори што ги правеле. Да, со позитивни. Па не сум имал некое лошо искуство со некој ученик. Мислам дека многуто од учениците ќе ме паметат по добри работи и активности што сме ги работеле со нив. Така, кога ви сублимирале на крајот, само не споменавме порака, можеби до сите ваши колеги, млади наставници, учители, ментори кои што сега запливуваат во водите на педагогијата и ги прават првите чекори тие заедно со своите ученици. Па мислам дека трудолюбивоста да си ја сакаш својата работа. Никој пат да не одиш со некои предрасуди да кажеш ова јас не можам, ова не треба да го направам. Значи, секој пат со позитивна мисла, секоја патека започнува со еден единствен чекор, а на врвот има место за сите. Па мислам дека секој ако се труди, ако вложува во својата работа, ако сака тоа да го направи, има можности за успеси и тие стојат пред секого. Само треба да се зграпчат, да се земат и да се ужива во нив. И да се направи првиот чекор. Да, се разбира. Така, оставајќи ве вам во добро расположение, ве оставаме и да ги направите првите чекори за она што сте го замислиле веќе за утре. За денес ви благодариме на вниманието, благодариме на одвоеното време кое што го минавте со нашата емисија интервју со нашиот гостин Добри Јовевски, наставник кој што годинава бележи 18 години од своето работење, наставник во Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка. Благодарност за одвоеното време и на Добри Јовевски, но и на сите негови соработници кои што беа учтиви, непримија и беа наши домаќини во подрачното училиште во село Можденјак и во Основното училиште Илинден во централниот објект. Благодарности до вас, не пропуштајте ја нашата реприза, веќе следниот ден во 14 часот и 15 минути. Останете на програмата на К3 и следете ги сите репризи на емисијата, но и сите содржини кои што ќе ги пропуштите на нашата веб страница www.k3.mk. Ви благодарам за вниманието.